полицијата да прави акцијска контрола во објект кој воопшто не смел да работи. Објектот кој во моментот немал никаква валидна лиценца, никаква дозвола, а имал и блокирана сметка од УЈП. Фактот е дека во моментот на пожарот во дискотеката Пулс имало присутни службеници од МВР, за кој на состанокот на пониквани кажавте дека било службено на полициска акција за нелегални супстанции и малолетници на 16.3.2025 година во дискотеката Пулс. Па мораме пак да се листаме закони и да бидеме правници за да ви укажеме дека МВР не постапило по закон по кој се следува. Внимателно послушайте не, може би за воедина ќе научите нешто. При вршење на акцијска контрола, особено ако се бараат нелегални, незаконски супстанции како што се дрога, таблети, така натаму, тоа е дрога, таблети, многу често се стопира музиката и се палат светла. Ова е само правило, туку дел од оперативната постапка на полицијата. Еве зошто. Причини зошто се стопира музиката и се палат светлата. Прво, контрола на ситуацијата. Гласна музика го отежнува комуникацијскиот процес на полицијата. Палат светла за видливост и безбедност, за да можат јасно да видат кој каде се движи, дали се фрла нешто и да спречат уште уништување на докази. Второ, пронаоѓање и идентификација на осомничени. Во темен гласен простор е полесно некој да избега или да се изгуби трага на нелегалната супстанца. Светлото им помага да идентификуваат присутни лица, проверуваат документ и преваруваат маси или лица. Трето, собирање докази. Ако се најде дрога, важна е сцена да се обезбеди веднаш и да се дозволи никој да не се меша или да ги уништи траѓите. Ово е дозволено согласно Законот за внатрешни работи, Законот за кривична постапка, член 205 и следни, Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции. А што точно се случи? Дали акцијската контрола е спроведена законски? Дали светлата беа запалени? Дали музиката беше стопирана? Дали службените лица од МВР кои беа таму и видоа дека настанува пожар, воспоставија коридор и ги насочија нашите деца во темницата и чадот полека да не го напушти објектот. И најпрвин не ги пуштаат да излезат. За потоа кога огнот се повеќе беснееше и се создаде толпа од деца кои сакаат да излезат надвор, полицајците ја отворија вратата и први пред децата трчаа кон излезот да се спасат. Дали се утврдени неправилности и одговорностите по кои работеле? Дали сите тие лица вработени во МВР кои беа во акцијска контрола се повикани на распит и се осомничени? Бараме одговори и одговорност од МВР. Бараме средба со Ојо Гок. Сакам да искористам оваа прилика дека знам целата македонска јавност. Ги повикам сите граѓани на овој град Кочани. Наредниот марш да ни се приклучат масовно. И јас марширам више на секој марш. Моето дете отиде. За кој марширам? За вашите деца, луѓе, за вашите. Вие што ги имате дома. Тија. Оти утре, не дај Боже, ќе ви се случи и на вас истото. Да не кукате и вие како ние што кукам и дојдете по гробиштата. Не се плашете, ако ви вршат притисок, не се плашете. Ние мнозинството секогаш победува. Ако се сплотиме, ќе разрушиме оваа багра. Ќе го бутнеме ако треба и полицијата и судо и сите ќе запалиме. Не ни можат, они се мнозинство. Не се бојте, што ќе се бојте, од кој ќе се бојте? Треба да се бојте за вашата иднина, за вашите деца. Ќе го пуштите утре детенцето по вас. Ето, еви ги полицајците. Не зборам за полицајците униформа, зборам за фотелјашите, црнокожушулјашите и удбашите. Работат под терко на удба, се закануваат, уценуват, млади деца ги застрашуваат да не сведочат. Зашто да не сведочат? Ово ли е права? Ово ли е држава? Кај се гранчат? Имаме ли ние овде некој член да видам на ВМРО ДПМН од општински комитет, на некој од СДС од општински комитет, председател, секретар, да ни се придруже? Зашто не ни се придружуват? Ако ќе дојдат и од вас, зборам и од СДС за сите, и од СДС зборам. Јас
Некој ќе рече партизиран сум. Да, бев член на ВМРО 90-та година, кога овде во полицијата ме викаа зашто сум ВМРО. А јас од тога не се исплаши, нема ни сега да ви се исплашам. Зашто вие сте курви. Само знаете да се заканувате. Ако осетете малку, само ако осетете од некој појако од вас, тогава бегате како пички бегате. Немате луѓе, немате да се плашите.